Почитувани, насловот е навистина бомбастичен, е провокативен, а вели кој ни ја украде Библијата, историјата и културата. За ова ќе говорам вечерва со Ниче Димовски, подпредседател на Светскиот македонски конгрес. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Најпрви, Ниче, името на филозофот. Дали од таму го добивте името? Да, токму од Фридрих Ниче. Верувам дека има што да говорите, има што да упатите како порака. Дозволете ми емисијата вечерва да ја започнам како што тоа го правев многу порано и наидов на голем број противречности и замолници дека тоа е еден сосема погрешен начин на започнување на емисија со молитва. Ја реков да, јас сум спротивен од другите. Не за инаед, туку за волјата на вистина да бидам свој. Се согласувате со мене? Апсолутно. Вечерва ќе замолам да одиме со една молитва. Не е таа што беше во гласот на народот како заштитен знак. Верувам дека ќе им се допадне на гледачите. Се надевам јас. Реже? Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски, го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши за чедата загинати за Македонија. Со илјадници години крвариме, а раните живи на неродените чеди им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка на 4 страни распната како Синот Божи. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината нам и на светот, зашто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: јас сум од земјата на љубовта и добрината, јас сум македонец, и јас проронев крвава солза во котелот на болката наша, но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседиве наши поделија со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашава правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: дојди кај нас во Македонија. И Свети апостол Павле послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во Тебе веруваме и во 2000 цркви и манастири се молиме и од вечноста Тебе те чекаме. Веки не паметам, но знам, и јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум и пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послуша молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана за големата мајка Македонија. Божи благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, затоа што овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја насели. Белата македоноиди, жолтата монголоиди и црната негриди, останатите сите мулати. Од вас македонците, потомците на Македон, белата раса ја зачна и од кај вас започнато се е до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа се, затоа што носат ген македонски, и сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево, каде и да копнете, вистината ќе ја најдете.
кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мој, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам, и еве сега повторно ви давам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве јас сега во Македонија доаѓам. Јас сум сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас подземја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас македонците, светот да ја дознае. Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено. Целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослов е да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми, овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден во вечна Македонија. Блажено. Амин. Амин. Ја ќе кажам, додам. Ниче, ова е ваш текст, ваша молитва. Да. Што ви инспирира да пишете? Молитвата е земена од универзалната меморија. Ова молитва е во секој македонец. Пораките испратени од нашите предци сега стигнуваат до нас. Дали е тоа пред 2, 3, 5, 10, 15 илјади години. Во молитвата е содржана 15 илјади години вистина. Ниеден збор не е случаен. Велите дека македонците се потомци на Атлантида? Точно, пред 15.500 години, кога потопа Атлантида, Атлантидите, дел од Атлантидите остануваат и тие се потомци, односно се Македони. Во прво време, македонците се спомнуваат како Македон. Божественото представување на Македон како епоним се среќава во делата на Валерио Масимо Манфреди, италијански стручњак за античкото време. Тој вели дека на просторот каде што живеат луѓето, македоните, земјата се вика Македон. Добро знаеме дека Македон е син на богот Зевс. Има два сина, Скит и Македон. Од Македон произлегува изборот Македонија, едно од кажувањата. Што значи Македон? Придавката со сврзникот и личната заменка јас. Од тука излегува Македонија. Македон и јас. И затоа на печатот стои, што е најден во Говорлево. С Бога сам, само со Бога сум. Што значи Македон и јас. Дали народот или светот ќе речат отидовте далеко? Многу сте нарцисоидни, многу сте претенциозни. Светот е ваш. Секој може се да каже, но артефактите говорат вистината. Се она што се наоѓа
и што ќе се наоѓа. Како што реков, пораките испратени од предците сега стигнуваат до нас. Благодарение на науката, на технологијата, може точно да се открие од кога е секој предмет датира, може да се открие ДНК и многу други работи. Затоа сега светот се плаши. Се плаши од вистината. Меѓутоа, како ќе предочиме вистината кога една мала дигресија ќе направам од таа дистанција во сегашното време, кога голем број наши експерти, политичари се наоѓаат во една поделена ситуација. Едните велат, дајте да го модифицираме името за нашата добра иднина. Другите па се цврсти орли и викат не ја даваме државата за тегла ајбар. Суетата, егото е многу страшна работа. Добро е што има и лоши и добри луѓе. Ако сите бидеме добри, ќе нема ни еден добар. Сите ќе бидеме лоши. Добрите луѓе се огледуваат на лошите луѓе да знаат што не треба да прават. Во молитвата е кажено чест и благослов е да бидеш македонец. Ние бевме први меѓу првите. Тоа го кажува светската историографија. Артефактите се на наша страна. Дајте му Сите објасниме, светски да. историчари. Па можам да ги кажам, 92 година излезе напис во New York Times во кој пишуваше парадокс во историјата на човештвото. За прв пат еден народ го слави поробителот. Грците го слават човекот кој ги убиваше нивните предци, исто како кога евреите би го славеле Хитлер. Грците го славеа Александар Македонски. Ќе останат во аналите на историјата како луѓе кои единствено тие го славеа поробителот. Насловот на емисијата го дадов заедно со вас, да бидам искрен. Сакав да потикнам јавноста и да размисли малце повеќе за својот идентитет, своето бите, своето постоење. Велиме и прашуваме кој не украде Библијата, историјата и културата. Дали Македонија има своја Библија? Да, Македонија има своја Библија. Библијата е македонска. Библијата се пишува од страна Птоломеј, Филаделфиски, син на Птоломеј, полубрат на Александар Македонски, односно по негова наредба. Во тоа време имало, спориме за Стариот Завет, имало 72 различни верзии. За да може да се напише една, тој ги собира сите и ги става на по еден остров на Нил. И им вели додека не напишете секој своја верзија, своje гледање, бидејќи биле многу различни гледањата, нема да излезе никој од овој остров. И така се создава Стариот Завет. Додека Новиот Завет, по наредба од Константин, во Мраморното море, во градот Никеја, ги собира сите рабини и им вели морате да напишете една Библија, која ќе биде една единствена, од причина што секој имал различно гледање, секој различно кажување за Исус Христос, за настаните, за неговата боја на коса, за очите и за многу други работи. Затоа било потребно да се напише една Библија. И не случајно Македонија е толку пати спомната во Библијата. Колку пати? 39 пати е спомната во Библијата и можеме да кажеме во 16.9, во пасосот 16.9 стои имаше апостол Павле видение, му се јави македонец и му рече премини во Македонија. Во наредниот пасос 16.10 стои тогаш разбравме дека Господ ме повикал во Македонија да го проповедаме Евангелието. Единствено Македонија го носи името од памтивек, единствено таа е спомната во Библијата. Тоа што сакам на нашите гледачи е токму преку оваа емисија ние не сме прв пат во рамките на гласот на народот тие што до последен здив се обидуваат. Не речам дека се борат, се обидуваме заедно со македонскиот народ кој верува во самиот себе си и докажува и дава се од себе
допати порака во светот дека не е вештачка творба. Можете да ни дадете некои факти, некои посилни аргументи со што би можеле на тие неверни томи еднашка да секојаш да им ја затме муцката и устата со еден збор да се почитуваат самите себе си. Оти вели, ако се не се почитуваш сами од себе си, не очекувај некој друг да те почитува. Македонија многу има дадено за светот. Од самиот палеолит, неолитот. Големата мајка најдена во Говрлево, големата мајка најдена во Тумба Мажари. Торзото на Адам. Тоа е торзо на Македон, јас би го нарекол, но сепак, еве нека биде торзо на Адам, кој е во молитвена форма. За прв пат се среќа овде на овие простори. Пред 6000 години некој верувал во Господ, во Бог. Печатот од Говрлево, на кој пишува с Бога сам, само со Бога сум. Македонецот се докажува дека верувал во некој Бог. Македонија има многу со што да се пофали. Кокино, тоа е обсерваторија која е најдена 2000 година и е ставена од страна НАСА на 4-то место на листата најстари обсерватории во светот. Каменот од Розета кој е најден во Египет, сега оригиналот е во Англија, додека репликата е во музеот во Кајро, каде што се гледа писмото, генезата на писмото од кај потекнува. Тоа е македонско и не може ништо друго да биде. Многу други работи. Кралот Каран, 814 година, пред нашата ера, ја создава Македонија. Македонија е првата творба, првата држава во Европа. Додека Атина е создадена 776 година, а Рим е создаден многу подоцна во 753 година. Артефактите, доказите се на наша страна. Светот тоа многу добро го знае. Светските историчари го знаат. Дури интересно е што и грчките историчари го знаат. Со откривањето на гробот во Кутлеш, тие велат дека е на Филип. Неколку историчари им кажаа дека ова е друга цивилизација што нема никаква врска со елинската. Бевте ли во гробницата? Да, ја имам посетено гробницата. Гробницата е специфична по тоа што нема ни еден надпис. Каде се буквите? Кој ги украде буквите? Некој сака да ја сокрие вистината. Сака да го сокрие македонското писмо. Кој не? Имаме ли уште посилни аргументи да му докажеме на светот кој сме, што сме и од каде потекнуваме? Има многу аргументи. Многу аргументи кои зборуваат за вистината. Како што рековме, Библијата ни е украдена. Верувам дека нема никого да навредам од евреите. Историјата ни украде од грците, а културата ни украде римјаните. Со доаѓањето на римјаните на овие простори, изнесени се 13.000 коли со злато и целата библиотека. Пренесена е во Рим. Најдобрите архитекти, сите научници се однесени таму. Се што денеска гледате во Рим е изградено од македонски раце. Тие луѓе, откако ќе ја завршеа својата мисија, беа фрлани во арените и беа распарчувани од животните. За тоа има докази. За историјата повеќе од јасно е дека историјата ја украдоа грците. Многу специфични работи има во однос на кажувањето од страна на светските историчари. Да земе Херонеја, да го земе Демостен. Светските историчари им денес и велат на грците: вашиот Демостен, најголемиот непријател на Филип, велеше дека тој не е македонец и не говори, не е елин и не говори елински, тој е македонец.
Филипиките кои ги напиша Демостен пред неколку години беа сокриени и повлечени од продажба. Само со една цел. Да се замолчи после толку години неголемиот непријател. Замислете која иронија. После 2300 години неголемиот непријател на македонскиот народ е обелодени вистината. Нивниот Демостен. Ми дадете за право да се присетам на една многу интересна случка, повеќе пати во Гласот на народот. Јас спомнав и чесми и вечерва. Тоа е во Германија 2002 година. Бев на изучување на германскиот јазик на Гете институт и со Ло Фошлис, почитуваниот професор кој мој соговорник беше. Бев инспириран и патен со една замолница. Господин Томиш, тоа беше прва наша средба. Че спомнам пред 6 години. Заминете во Македонија, во моја пријателска држава. Поздравете го од македонскиот народ и да се горде, зашто тој е македонец, народот е македонски, а земјата се вика Македонија. Беа во очите негови наистина една искрена порака, една искрена желба Македонија да секоја доживе како тој што ја доживува во неговите очи. Дали светот дефинитивно знае и му создава не само омраза, суета и еден голем страв дека сепак правдата ќе исплива на површината и тогаш светот ќе биде во многу тешка ситуација. Или тоа се само наши пусти желби, имајќи фактот дека има добри како број аналитичари, експерти и да речеме политичари кои не играат во тимот на Македонија, играат во некој друг тим, тимот на не би сака да ги спомнам. Светот многу добро ја знае вистината. И вистината наскоро ќе излезе на виделина. Требаше само да се издржи. Интересно е тоа што нас најмногу ни помагаат непријателите. Никој нема толку помогнато на Македонија колку нашите непријатели. Како го објаснувате? Најдобра реклама е антирекламата. Илјадници книги по целиот свет поделија грците. Со нивна историја, по сите библиотеки, по сите универзитети во целиот свет. Со лажна историја. Светот го откри тоа. Кому верува повеќе? Кому верува во овој момент светот? На нас македонците или на грците? Светот во моментот им верува на македонците. Оти знае која е вистината. Знае која е вистината. И каде се крие вистината? Оној што е историчар, тој од срцето сака да ја открие вистината. И тој не може да излаже. Тоа се случи и меѓу историчарите во Грција. Тие им кажаа, ние немаме никаква допирна точка со нивната култура. Тие се дојдени од субсахарска Африка. Им е дозволено да се населат само во Атина. Од секогаш еден и единствен проблем на македонците бил градот Атина. Така било од секогаш, така и денеска. За да можат да ја искриват вистината, да го излажат светот, и сменија сите ороними, топоними, хидроними. Направија нешто што е преседан во светската историја. Проше ми Кутлеш, никогаш не може да биде Вергина. Пела е Пела. Костур е Костур. Ништо друго. Солон е Солон. Салоника. Тоа видовме дека нашите македонци во Пустец ја избоксуваа правдата со еден факт што актуелниот премиер им даде за право да ги вратат топонимите и Пустец да се го задржи, да го врати своето име. Пустец е многу специфично интересно место. Најчистиот простор на македонци кои живеат на едно место се тие 9 села. Природата сакала со таа сува гора што ја велат тие, односно Галичица продолжува во сува гора да направи едно природно разграничување, но некој сакал тие луѓе да ги фрли таму во планините и да ги одвои од нас македонците. До ден денес тие зборат македонски. И кога одиме таму викаат Гале, Чедо.
многу од нив не го знаат албанскиот јазик. Колку за македонскиот календар? Кога започна? Македонскиот календар специфична работа. Тој започнат во 5508 година пред Исус. По него денес живееме. Во 7516 година од македонскиот календар. Во 328 година пред наша ера Александар III Македонски дал наредба да се изедначи македонскиот со египетскиот календар. Тогаш македонците на 6 октомври го славеле за нова година. Практично дотогаш владел Александровиот календар. Кога во 42-та година римскиот император Јулије Цезар посакал да влезе во Египет, македонската кралица Клеопатра му дозволила под услов Рим да го прифати Александровиот календар. Јулије прифатил, но да се нарекува по неговото име Јулијански, пошто Клеопатра му дозволила да влезе во Египет. Сакам нешто да ве замолам, со оглед дека и самиот рековте, сакате да соопштите нешто, што досега не беше спомнато, а тоа е лентата на бришење на информациите, што единствено постои само кај македонецот. За да дојдеме до тоа, мораме да спомнеме Ксантиката. Единствено македонците го имале празникот Ксантика. За прв пат се спомнува во 6. век од страна на Хесијас, кој вели дека луѓето северно од Олимп празнуваат некој чуден празник, проследен со чувство на силни емоции и духовни чувства. Тоа бил празникот Ксантика. Од каде доаѓа Ксантика? Ксантиката доаѓа од богињата на цвеќето. Имаме на слика, така? Од богињата на цвеќето, Ксантика. Македон се заљубил во Ксантика. Тоа била неговата прва и чиста љубов. Но злите сили ја претвориле во цвеќе. Од тогаш Македон ја барал меѓу цвеќињата секоја пролет, за да ја најде и да ја врати својата прва и чиста љубов. Интересна е Ксантиката за македонците. Тоа е нешто многу интересно, на што се работи долго време. 8000 години од сега, значи, предходно, сме ја имале Ксантиката. Ниеден народ ја нема. Генезата на Библијата, на постењето, во православието, е токму од Ксантиката. Ксантиката според стариот календар се слави од 13 март до 14 април, по новиот од 1 март до крајот на март. Со доаѓањето на пролет, македонците знаеле да ја очистат негативната енергија која била сконцентрирана целото зимо во нив. Правеле опростување точно како сега што е прочка. Тоа е нешто многу специфично. Многу интересно. За да би можел да ви објаснам, ќе започнеме од универзумот. 3 работи се бесконечни. Колку? 3 работи се бесконечни. Тие се? До сега познати. Тоа се Вселената, хемијата и човечкиот мозок. Во човечкиот мозок постојат 25 до 30 милиарди неврони. Тие неврони не се менуваат до крајот на животот. Од предраѓањето се е меморирано уште детето кое е во утробата на стомакот и до последниот миг постои лента на меморија на која се прават записи. Македонците успевале да ги избришат негативните записи. Како? На многу едноставен начин. Денеска тоа го има во прочка. Опростување. Опростување на другите, према другите, опростување према себе, опростување на се што е сгрешено. Тоа е многу едноставно. Со опростувањето заврши само еднаш. И кога ќе дојде личноста која ве оптеретува, да речеме
сега, во моментот, или тогаш кога имало битки. Сте имале проблем со некој човек, сте имале со брат, со сестра, во фамилија. Постојано психата се оптеретува. Постојано аналитичката психологија кажува, денешната аналитичка психологија дека има оптеретување и сите психосоматски болестите се психосоматски доаѓаат токму од тоа. Постојат само физички повреди. Останатите се придојдени. Придојдени од мислата, од оптеретувањето кое луѓето го имаат. За да имаш една јака војска, како што имал Филип, морале да бидат психички јаки. Замислете на Гавгамела, се борат 17:1. Нигде не е познато досега во светската историја да се борат 17:1. Значи не се работи за физички спремни, се работи за психички спремни. Единствено галите со римјаните се приближиле на 4:1. Римјаните добиваат една битка која е 4:1. Никогаш не е позната во аналите на светската историја да некој се бори 17:1. Значи, која беше формулата? Формулата е бришење сите податоци што не ви се потребни од лентата на меморија. Подоцна ќе го објасниме тоа е многу специфично и многу интересно. Така. Тоа е формула која имаат само македонците, која имаат меморирано. Се е меморирано. Дали се извинам, запамтите ја мислата. Дали затоа македонецот постои ден денеска и обстојува? И мајчи факт што се поминува македонецот. Од своето постоење до моментот дека ја и вие разговараме денеска на 6 декември 2008 година. Токму затоа кај македонскиот народ има нешто специфично. Се е меморирано. Некој можел да го пробуди пред X години. Значи можат илјадници години да поминат и тоа да биде пробудено, односно декодирано. Тоа се случува сега, благодарение на нашите најголеми непријатели. Тие го иницираа тоа. Секогаш кога македонскиот народ би се нашол во таква состојба како што е сега, ќе се активира ова будење, многу специфично будење. Тоа ќе иницира и други работи. Македонецот ќе стане самосвесен. Благодарение, пак ќе кажам, на најголемите непријатели на македонскиот народ. Ќе го обединат. Не ве слушам се. Дали тоа значи ќе го обединат македонскиот народ? Да. Ќе го сплоти македонскиот Ќе го сплоти македонскиот народ. Многу се смешни тие разлики што ги прават медиумите, политичарите. Нема потреба. Воопшто нема потреба. Или јас можеби не можам да ги разберам, затоа што никогаш не сакав да се бавам со политика. Секогаш се борев за Македонија. Дали е време на покајување и помирување? Апсолутно. Сега е времето дојдено. Сега е времето македонско да се помириме. Да се обединиме како браќа и да сватиме дека ние имаме друг проблем. И проблемот е од памтивек. Единствениот проблем, Атина, која ги иницира сите соседни проблеми, ги подбуцнува сите соседи околу нас. Но еве да се навратиме околу тоа што спомнавте како би се дефинирала таа лента на информации. Што навистина навидом доаѓа малку апстрактно. Може попластично да ја елаборирате фактичката ситуација за која вие се залагате, да објасните. За да би можел да ви објаснам, морам да ви кажам, односно да ве прашам, која е причината што 96% од капиталот на земјината топка е само во 1% на луѓето на земјината топка? Некоја знае формулата, некоја знае тајната на македонците. Но, по тој основ е напишана и книгата Тајна, Секрет. Но тие не ја имаат формулата со која ти можеш да го задржиш тоа што го имаш. Тие не знаат дека доколку ги повредите правата на другите луѓе, се што сте добиле, се ќе изгубите. Нашите соседи ги повредија правата на македонците.
И тоа е неминовен процес. Тоа е многу специфично нешто што се што е меморирано во универзалната меморија не може никој да го промени. Универзалната меморија е нешто каде што е запишано се во зачетокот на светот. Нешто слично, да речеме, како лорандитот кој го имаме ние. Неутроното во лорандитот, кој може да биде детектор за сонцето, за јадрото на сонцето. Целата меморија е тука. Од Бога ни е дадено, тоа се наоѓа во Алшар. Да, лорандитот е кај нас во најчиста форма. Се наоѓа во талиумот, во кожув. Нешто многу интересно, единствено кај нас. Препознатливи сме по многу работи. Сигурно има стотини работи. Сите билки од Европа растат во Македонија, на толку мал простор. Пастрамката има само во Охридското езеро. И многу други видови. Слушајќи ве, поврзувајќи ги фактите и дефинирајќи го мозаикот Македонија, си земам за право навистина да перцепирам самата флоскула Македонија е библиска земја. Дека никој нема право и не сме и не може да уништи Македонија. Дали ова што го збориме вечерва, во овие доцни часови, предпоставам дека гледачите се будни, ќе им ги дадеме нивните минути за едно кратко време, додека не ја дадете уште малку вашата анализа во целост, со тоа што да ми објасниме уште поблиску лентата на информации. Се зафати со овој поем, бидејќи денеска, да бидам искрен, веќе дадам само едно мало образложение. Господин Дивица Коневски требаше да биде соговорник, но Божија помисла беше вие да дојдете на неговото место, од едноставна причина што емисијата оди доцна, а господин Коневски имаше своји ангажменти, па секако реков дека беше пораката вашето место да биде во овие сати. Да ја представите пораката, да ја дадете пораката до македонецот, бидејќи се уште е 5 до 12. Законот за привлечност, кој се заснова психологијата, светската психологија и аналитичката психологија, за прв пат се среќава во делата на Платон, Питагора и Сократ. Тоа се македонци. Што е специфично тука? Специфично е што сега, денеска, квантната физика може да ја измери фреквенцијата на мислата. Ние, луѓето, сме всушност тоа што го мислиме. Единствено, на човекот му е дадено од сите живи суштества правото да си ја менува иднината од тој момент кога тој ќе посака. Тоа постои само кај човекот, бидејќи на човекот му е дадено правото да бира комбинации. Доколку го промените мислењето, тоа што го имале македонците во Ксантиката, бришење на информациите, вие менувате иднината. Не може и не постои ни еден човек на земјината топка што може да ве магепса или тој да ви ја смени иднината. На човекот му е дадено правото да биде богочовек. Ако земете едно огледало и се гледате вие и го фрлите огледалото, ќе се скрши на 1000 парчиња. Вашиот лик ќе биде во секој од тие 1000 парчиња. Токму тоа, за да ви објаснам сликовито, се потрудил создавателот на светот да го направи кај луѓето. На секој човек му е дадено правото да биде богочовек. Секој човек е уникатен по отисокот на окото, по отисокот на раката, по ДНК. И не постои ни еден човек на земјината топка. Милиарди луѓе се родиле и умреле. И во моментов има над 6 милиарди луѓе. Ни еден човек не е како мене и како вас. И нема ни да се роди. Толку е таа разноликост, толку е таа специфичност интересна. Тоа исто како хемијата. Бесконечна комбинација. Микро и макрокосмосот се многу интересни за обсервација. Се што се случува во микрокосмосот се случува во макрокосмосот. Започнувајќи од една клетка во човечкото тело, па доаѓајќи до земјината топка.
Замислете во моментот милиони звезди, планети се вртат, а ни една не се судрува. Тоа се случува со илјадници години. Обстанокот е многу специфична работа. Секоја клетка, значи од најситното, се бори за обстанок. Секоја групација на клетки, секој ткиво. Точно тоа го прави космосот, нашето созвездие, универзумот. Значи се е засновано на еден збор обстанок, што би рекол Ајнштајн, се е релативно. Само смртта е постојана. Би се навратиле повторно на постанокот и историјата на Македонија и македонскиот народ, гледан од големиот број артефакти кои се наоѓаат. Каде да копнете на овие простори, ќе најдете артефакти кои потврдуваат дека земјата е Македонија, а народот е македонски. Од друга страна се појавуваат повеќе противречности дека народот македонски представа славјански народ, значи нема ништо континуитет од етничка Македонија. Па се јавува една небулоза се појавува, една пресија, као што политичкиот амбиент во државата спомна дека ќе има голем притисок во Македонија, токму во овој период, земајќи фактот до 24-5 декември, каде што ќе се направат притисоци врз Македонија да го модифицира името. Сведоци сме, голем број политички представници, дали од НАТО, дали од Европска унија, ја посетуваат државата, патуваат пораки, да, ќе бидете дел од европското семејство, но под услов да најдете модус вивенди, да го промените името ваше, за да бидете дел од тој джет сет. Што да им порачаме на тие загрижени наши пријатели за нашата екзистенција, дека за нашето добро, дека ние треба да го смениме или да не го смениме името? Не може името да се смени и нема да се смени. Тоа е запишано во универзалната меморија, кај нашите предци. Значи не постои сила што може да го смени името. Ние можеме само да бидеме македонци и ништо друго. Во руската историја и денес пишува. Вели славјаните дојде од зад Карпатите, но некој ги донесе книгите овде и ги преведе. Не е исто ако пишува зад Карпатите кога сте во Москва и кога сте во Скопје. Од која страна се сега Карпатите кога сте во Скопје? Таму беше ледена доба. Таму немаше жив свет. Точно се знае во кој период и кога се преселбите. И точно се знае до каде се преселбите. Генезата на белата раса потекнува токму од македоноидите. Дали некој тоа сакал да го признае или не. И не случајно е најден толку стар череп овде во Македонија. И не случајно е најден во Африка од негридите и не случајно е најден во Кина од монголоидите. Постојат само 3 раси. Сите останати се мулати. Тоа што можам да го прочитам од вашите размислувања, велите дека гробот на Исус е граден од македонци. Едновремено спомнувате во размислувањата Исус ја посети Македонија 2 пати. Токму така. Многу е специфично тоа. Нешто што е несекојдневно. Гробот на Исус во Иерусалим го имаат изградено македонци во црква направена од благороден камен емералд. Тој е зелен по боја. По доаѓањето на турците обесени се 7 архиепископи на Топка Писарај и земени се клучевите од црквата на гробот на Исус. Точно и тоа дека Исус 2 пати ја има посетено Македонија. Како? Тоа е многу специфично за да би можел да ви објаснам, ќе морам да ви го прочитам следново. Повелите. Александар Македонски
ја навестува новата религија. Во 7. век пред нашата ера, кралот Херакле го гради манастирот во централна Либија, кој се вика Сиуах, Сива. Во него врховното свештенство на империјата ги држало тајните документи на историјата и иднината за светот и оттаму одредувале кога завршува старата религија, а кога настапува новата. Ја чувале тајната на Ма, големата мајка. Старата религија е религија на овенот и затоа Александар на многу слики е представен со рогови од овен на главата 64 години пред раѓањето на Исус од манастирот Сива била издадена наредба дека за новата религија има уште 64 години. Затоа во храмовите на древните светилишта во Пергам, на островот Самотраки, во Пела, се впишал новиот знак за распознавање на новата религија. Елипса во која се наоѓаат две риби, ставени една врз друга, едната со глава, а другата со опашка. Рибите и денес ги среќаваме во многу наши стари цркви. Инаку Самотраки, блиску до островот Тасос, е познат како остров каде што македонските кралеви ја славеле Ксантика. Таму се венчале многу кралеви. Таму се венчале и Филип и Олимпија од Молосон во Епир, Македонија. Александар III Македонски е првото световно лице кое влегува во светилиштето меѓу врховните свештеници. Тогаш тие му ја даваат тајната за доаѓањето на новата религија. Александар III Македонски тајните ги носи во Пергам. Оттогаш почнува да се подготвува доаѓањето на новиот духовен водач. Тајните се чуваат во куќата на Марија. Од фамилијата на Марија, по распнувањето на Исус, овие тајни се наоѓаат во Париз, Франција, оттаму во Шкотска кај фамилијата Синклер. Во дворот на оваа фамилија се гради црквата на монасите. Масоните се извинува, во чииште темели се ставаат тајните. Некои во меѓувреме се украдени од евреите. Подоцна, во 1800 година се формира и лондонската ложа, но шкотската и лондонската се во конфликт. Правилна е шкотската. Целата збрка во историјата е прави Ото I Хабсбуршки. Во 1831 година кога доаѓа за крал на Грција, тој си го носи историчарот Дројзен, кој за прв пат во историјата го воведува терминот Хеленијас, кој никогаш дотогаш во историјата не постоел. И Исус и мајка му и сите 12 апостоли се македонци по потекло. 12 години по раѓањето Исус го подготвува за духовен водач. Тој од 12-та година заминува во Тибет. Затоа и се вели дека будизмот е старото христијанство. Оттаму ги донесува одеждите, кампаните, свеќите, тропалото, клепалото во манастирите. Дали се тоа што имате напишано како размислување, може да му се спротиставите на некој кој ќе рече не се согласувам со вашата анализа? Лагата има многу правци, но вистината само еден. Повторно ќе кажам. Сега е дојдено времето за вистината. И вистината ќе биде обелоденета. Но како да се спротиставим на тие што се плашат од вистината? Постојат уште 3 Библии. Да. Едната е во Франција, каде што е запишана вистината. Вистината за Македонија. Како што реков, руските и француските царови кога положувале заклетва, левата рака ја ставале на македонската Библија. Тоа била големината на македонскиот народ. Сакам се гледачите да ги вклучам. Ќе ми дозволите да најпрви да замолам за втор блок реклами и да ми се гледачите. Режа, дали може тоа да го сториме?
Не е доволно да е модерна. Треба да е убава. Осмислете топлина. Производство и монтажа на гипсени декорации и фигури. Крафт. Почитувани, овие 634, не знам, Зорица води евиденција, во секој случај или 635 издание, немав соговорник од ваков профил, како што вечера го имам. Во секој случај мене голем предизвик ме представува со оглед дека не е политичар. Од едноставна причина што не сака да се бави со политика, тоа го рековте, го кажавте. Точно. Необичаен сте како соговорник, бидејќи во вас се гледа извориштето и пораката што можам самиот да ја доживам во ова студио со моите колеги, дека има една голема енергија во вас. Благодарам. Кажете ми за нивоата за кои зборевме и за какви нивоа станува збор? Повторно морам да се вратам на ксантиката, поврзана со денешната психологија. Луѓето се магнет. Нас ни се случува она што ние го бараме. Како што реков, правото на секој човек му е дадено да си ја менува иднината. И неслучено е ни еден човек на земјината топка на тоа место кое што е. Неслучено сте вие овде. Вие сте го сакале, тоа сте го побарале. Неслучено е некој, било каков да е, преседател на некоја држава. Неслучено е оној човек што продава вестници. Или оној човек што работи на било кое место. Нема случајности. Мозокот на секој еден од нив го има побарано тоа. Мислата, фреквенцијата на мислата која мери квантната физика, го докажува тоа. Луѓето се магнет за се она што го сакаат. Интересно е тоа што кога Никола Тесла има изјавувано дека струјата ќе се пренесува безжичен и телефонот служил за подсмев. Тоа било многу храбар потек. Сега науката кажува дека тоа се случува со мислите. Да го објасниме многу едноставно. Верувам дека гледачите гледаат Discovery и можат да видат, морам посликови да бидам, за да бидеме концизни и кратки. Можат да видат на Discovery што се случува. Се случило некој убиство пред 6, 7, 10, x години. Не се знае каде е телото и не се знае кој е убиецот. Тогаш се повикуваат тие луѓе, да речеме тие ги викаат видовите, што можат да влезат во четвртото ниво. Да видат што се случило и тогаш тие кажуваат, велат, трупот се наоѓа тамо и тамо, покрај таа река, има чамец, има куќа. Оди полицијата и го открива точно трупот таму. Тогаш човекот што е од четвртото ниво им кажува што точно се случило, кој е убиецот, прават фоторобот и откриваат дека некој од блиската непосредна близира роднина, пријател. И остануваат само да се најдат докази. Тоа постојано се случува. Меѓутоа некој сака да се јави. Повелете, кој се јава? Ало? Да? Добро вечер. Добро вечер. Ова е бомбастично качување на вредностите на емисиите за гласот на народот. Да речем до самиот поврх. Благодарам. Што верувам секој македонец ќе биде горд што е македонец. И сакам да прашам едно нешто вака, дека слушав емисијата, многу прашања ми избегува, кои после ги образлагаше вашиот гостин. И сакам да едноставно идеше како потврда на сите тие мои претпоставки, како да има една таква космичка универзална енергија која да речеме лебди и едноставно треба да се види, да се доголи. Ете зашто, например, прво ќе речем дека не треба политиката да не дели, дека да не ловат поматно оние кои, мислам, не заслужуваат тоа да го ловат,
дека сега е време на вистината, дека да се обединеме. И уште нешто во врска со што сакам да кажам и зашто се јавив. Дали всушност овај патни што ги има, да речеме, македонскиот народ, е доказ ова дека не само дека ќе се дознае, да речеме, вистината, дека од тука потекнуваат сите тие, што ви викам, ние артефакти што се докази, контра сите овие лаги што се шират, и што мислам, не е битно сега да ги замарам дека ми се пресликуваат во мојата судбина, дали тоа не значи дека од тука потекнуваат грото не само на историјата, него и на народите, да речеме, не само словенскиот, сите овие кои претендираат, да речеме, да владеат светот, потекнуваат фактички од македонскиот народ. И источно и северните, речеме, дури и на така, да речеме, овие главните народи, западните, источните, што викаме дека сме ние предходници, како што рекот вие на Благодарам, благодарам многу. Проштете, мораше да прекинем, ќе вклучам уште неколку гледачи со оглед дека сакам ја да го опивам пулсот колку вечера не гледате. Повелете. Ало. Да, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Тони е од Струмица тука. Повелете. Јас гледам вашите емисија доста и сакам да ви поставам прашање тамо до вас и до гостите. Така. Ова емисија е прекрасна. И сега што го слушам тука господинот, се добро зборува, тоа се супер, но и вие добро рековте, како да се противставаме на сите тие што не ја сакат Македонија, што се против неа. Како ќе го докажеме тоа ние на светот. Тоа е цело време и цели години имаме спорови со соседот. Они нас не негираат и јас имам еден предлог така мој. Така. Ние не треба да попуштиме во ништо. Ние ги имаме сите аргументи, историјата на наша страна, него само треба да докажеме дека ние сме македонци на Европа. А Европа сигурно тоа го знаат, ама због некои причини не сакаат да го признаат. Затоа треба да имаме повеќе вакви емисии и да имаме поголем. Благодарам многу. Благодарам многу. Многу поздрав Тони на Струмица. Повелете кој се јава? Да вклучиме уште. Ало? Да, добро беше ова што кажа Европа. Европа е крстена по името на Филип, по кирката на Филип II. Таа го носи името на нашиот цар. Само тоа. Така. Повелете кој се јава? Ало, добро вечер. Добро вечер. Васко се јавува од Скопје. Вака, сакам, пошто гостинот испитува, мислам, многу околу нашето име, значи други работи спомна тука, гледам од почеток емисија, па ме интересира дали некојаш се запрашал кој човек и како се вика човекот што го измислил кругот. Така, благодарам многу. И дали све потекнува, пошто јас сум се запрашал, све потекнува од круг. Целата, значи, не знам. Добро спомнавте за кругот. Све кругот е околу нас. Така. Благодарам многу. Да вклучиме. Запишете може прашањето. Кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Петар Христовски Пепи, поздрав до тебе. Благодарам. Уште сте буден, Пепи. Добро. Да. Повелете. Поздрав до господинот Ничев, воодушевен сум. Пак ќе кажам, воодушевен сум од неговите изјави. Така. И поздрав до Тодор Петров, кој сум го снимал, која работи во МТВ, кој знам лично. И ова ќе излезе вистината кога тогаш. Меѓутоа, моментално Грција има голема лоби, така што за сега не верувам да се докаже вистината. А ако не се докажи, не ни треба Европска унија, не ни треба НАТО, ни треба донесување, не е политичар господинот, декри законот и ќе се видиме богата земја Македонија. Благодарам многу. Сум Пепи секојаш оптимизам. Има во него, тоа ме радува. Повелете кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Се јавува Симет Цветановски од Кичево. Повелете. Прв пат се јавувам. Не знам, мислам на телефон, слабо ви слушам. Ве слушаме добро, повелете. Добро, че зборувам вака.
Инаку се занимавам како хоби со лингвистика и етнологија. Така. Имам објавувано и некои написи во Македонско сонце 95-та година. Сега ќе ви кажам, мислам конкретно името Александар. Ајде. Александар, мислам го имам откриено што значи. Тоа е од 3 збора, тоа е констатација. Инаку тие се 3 збора лав, сакам, дар. Сега мислам како се декодира тоа. Како? Тоа е, мислам, децата на 3 години кои ќе почнат да зборуваат, тие под наводници прават грешки. Зборовите ги менуваат или катат букви и сега доаѓа до зборот сакан, Касандер. Разберете, затоа во истокот е познат Александар како Касандер или Искандер. Или од зборот сакан или сакен. Сакен доаѓа зборот скен. Скендер или скандер. Од сакан, скан. Разберете, од тие последните 2 збора. А инаку имам објавувано во Македонско сонце за сонцето од Кутлеш на македонската државотворна капа Кече. Во Кајнас во Кичево, конкретно, уште за време турско робство се носило тоа Кече со вест на 16 гракото сонце. Порано сите комити го носеле тоа сонце на своите кечиња. Така, пример, тие се цилиндри, црни и бели, што се во корелација со православното свештенство кај македонците. Така, благодарам многу. Еве, не може тај дожд од лавина и лавина од јавување. Ќе дозволи тие простор. Повелете кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Веле од Велес, поздрав до вас и посебно поздрав до господина Ниче. Благодариме. Иначе соработник во Светско македонски конгрес, поранешен главен и одговорен уредник на Македонско сонце. Немам многу, не сакам да ви одземам од времето, сакам да го слушам уште Ниче и вас нормално. Вид сугестија. Повелете. До нашите интелектуалци и научни институции. Секоја информација од амбициозни, од ентузијасти луѓе, им препорачам да ја прифатат и да не се затворат во гето како што е нашиот ману. Иако веќе и меѓу нив се јави господинот академик Бошевски со каменот од вразета и професорот Аристотел Тентов, но другиот колега, да речеме лингвист Илиевски, академик, Петар Илиевски, почна да го негира. Не смеја да се негира нештата, биејќи со децении, не туку со векови се докажува некои работи кои што се заборавиле, затоа од типот на колегата и ваш Слобо и мој Бранко Геровски или од интелектуалецот во наводници преголем Фршковски, кои што иронично ги сватат овие работи, да не разочаруваат, но да се почне се работи, да се истражува, а надлежните да земат тоа сериозно, да го видат, па да кажат што е, колку е, каде е, колку што можат. А другото да го ставиме за нашата идеја. Многу поздрав и продолжите. Поздрав. Ќе ве вклучам повторно, само да продолжим. Ај уште еден ќе вклучиме, со оглед дека гледам дека има голем интерес. Повелете. Ме интересира едно прашање да гостинот само. Повелете. Дали тука македонци што живеат во Македонија се македонци како македонци или славо македонци? Благодарно. Ајде последното ќе одиме. Славо македонци. Значи, словото го донесуваме ние. Затоа сме славјани, затоа русите велат од зад Карпатите дојдоа славјаните. Ние не можеме да бидеме ништо друго освен македонци. Дури кој да доаѓал од страна и други народи, не дојдоа и не ги товарија македонците во брод да ги фрлат. Од тука е зачетокот на цивилизацијата, папукот на светот. Природните услови дозволуваат токму овде да настанат првите цивилизации, овде и во Египет. Најстарата цивилизација потекнува од Македонија. И затоа овде е најден најстариот череп. Затоа се наоѓаат овие артефакти што ги има кај нас подземја и уште колку ги има, колку и да краде светот, се уште има многу за македонците. Целата земја, каде и да копнете, постојат докази. Може ли да се најде гробот на Александар Македонски? Се збори, се шпекулира дека е во Источна Македонија. Со оглед дека, дај Боже да се стори тоа, да се случи тоа, или светот знае дека... Јас во молитвата имам кажано. Гробот е тука, но не е моментот да го отвориме.
Не може никој да не го земе тука. Целиот свет ќе дојде на поклонение. Тоа ќе биде последната битка за Македонија. Затоа апелирам до сите македонци да се прегрнеме, да се обединиме. Среќата секогаш стои позади првата кривина. Доколку се откажете, нема да стигнете на целта. Ова е последниот агол, последната кривина која уште треба да ја поминеме. Сега е моментот да се обединиме. Македонците, овие сите што не слушаат, што не гледаат, не се свесни какви денови доаѓаат за Македонија. Ќе биде вратен сјајот на империјата, не како империја, не зборам како империја, сјајот на македонската империја, на македонскиот народ. Се она што е меморирано во нашата ДНК, не може никој да ни го одземе. Никој никогаш. Се она што е меморирано во универзалната меморија, не може никој да го промени, освен самиот Господ, создавателот на светот. Тоа е многу интересно. И затоа нема потреба од што да се плашиме. Стравот ја јаде душата. Искушенијата се многу специфична работа. Металите се чистат, регата се чисти со киселина на металите, а душата се чисти преку искушенија. Доколку ние ги немавме овие искушенија, ние немаше да пораснеме на ова ниво. Да не се плашиме. Она што не убива, само може да не зајакне, да не издигне на повисоко ниво. Доваѓаат многу убави моменти за Македонија. Воопшто не се плашат. Досега медиумите и политичарите сакаат да наметнат една автореференца. Автореференца е работа која ќе ви биде наметната. Ако вие мислите, ако се оптеретувате со тоа, тоа ќе ви се случи. Премногу енергија дозволивме да ни украдат грците. Нема потреба. Нема потреба. Едноставно треба да ги блокираме со љубов, она што е кажано. Воопшто тие немаат моќ врз македонците. Воопшто не треба да не иритира тоа, прашањето за името. Проблемот е кај нив, не е кај нас. Тие многу добро знаат дека проблемот е кај нив. И многу добро знаат дека ќе бидат губитници. Прашање на денот, на часот, на мигот. Македонија победува, сигурно победува. Имаше наслов Господ да ја избра Македонија. Додека да нашиот разговор се водевме, како наслов на книга, Израел ги собра сите евреи од целиот свет. Како ние би можеле да ги вратиме назад нашите македонци на светот? Тоа е многу интересна работа. Многу специфична работа. Благодарејќи на тоа што Македонија не влезе во Европската унија и беше сиромашна, ние во нашата земја не фрлавме и не користевме пестициди. Македонија е простор каде што може да се произведува здрава храна. Нешто кое во иднина ќе се прави. Специфично е нешто за користење и конзумирањето на здрава храна. Постои мртва и жива храна. Се што е загреано над 50 степени, тоа е мртва храна. Се што е до 50 степени ги задржува зимите и е жива храна. Македонците тоа многу добро го знаеле. Затоа и биле силни. Со многу малку храна успевале да стигнат до крајот на тогаш познатиот свет. Повторно ќе кажам. 17:1 се борат. Значи, тоа треба да бидеш и психички и физички способен да го направиш. И да останеш во историјата. Специфично е нешто што кај нас во Македонија во иднина верувам дека ќе го направи владата, независно која била, да иницира поделба на земјата. Поделба на земјата на луѓето кои се во диаспората. Дали се 10, 20 или 30 години, во зависност од колку години сте се во диаспората, толку простор да им се даде на концесија, со можност, доколку
независно што ќе обработуваат, дали лозови наседи или овошки, доколку се покаже дека е профитабилно да им се овозможи да си го откупат тоа. Секој би дошол. Секој би дошол. Зошто да нема ранч со голем простор? Парите ќе ги донесе во Македонија. Копнеат македонците наши да се вратат во Македонија. Не случајно тоа го прават и јагулите. Одат до Порторико и се враќаат. Кога одат натаму, одат од десната страна на Дрим, кога се враќаат, одат од левата страна се враќаат. Колку е таа поврзаност со Македонија голема? Евте ли сведок на тоа? Сведок сум бил многу пати на тоа, кај нашите во диаспората. Дури и овде кај што граница не дели, независно дали е во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Србија. Нашите живеат на македонски простор, но не може да се помира со тоа што не се во Македонија. Само оној што е надвор од Македонија може да каже какви се чувствата за државата, какви се тие емоции. Ние можеме да зборуваме се, но тие луѓе животот го поминаат таму. И го поклонија за да заработат нешто. Така. Јас извинам, морам да користам поможност. Преку медиумот ќе поздравам господјата Оле, менеджер на Инекс Горица, која е во Австралија моментот. Да се запознав со роднината на господјата Оле во Австралија, еден од успешните бизнисмени, кој видов во неговите очи дека е искра на надежта и на љубовта и на патриотското чувство за Македонија. Радосен што сум, и со факт говорам, не од гордост, со ти секојаш го судам, тоа е почеток на гревот. Не сакам го грев, туку од човеколюбие го кажувам. А што гласот на народот направи мост во светот да го сплоти македонецот каде да е. И ова вечерва нека биде уште една порака силна и уште еден чекор позитивен што вие го правите и го патувате и како човек пред се македонец и како подпредседател на Светски македонски конгрес. За мен многу значаен субјект и јадро за Македонија. И секако човек, не од ваша скромност, кој даде многу поддршка за гледачите, не знам колку е јасно, што организира да дојдат хунзите во Македонија. Дали треба да се страмиме од нашите корења? Зошто ви се срамеле? Точно е тоа дека јас бев еден од шесторицата и сум во Сдруженијето. Сдруженијето 16-9 за да дојдат хунзите овде кај нас во Македонија. Тие беа воодушевени. Вели, сега не би сакале да се враќаме назад. Кога ја видео Галичката свадба, кога ја видео Македонија, сите тие работи, фолклорот, музиката, беа изненадени. Многу работи се исти. Како да им објасниме тоа? Еве, слушнав, дали е точно, не знам, али за дел од изјавата прочитав. Сакам почитуваниот председател на државата да по кој пат се надам те смогне сили ќе дојде во гласот на народот, можеби од природа кај што нема каде, па мора кампањата, сите сега се во кампања и тие што ме сакали, што не ме сака или ме сакат, ќе дојдат. Но прочитав тоа лакрдија, тоа е циркузијада. Циркус било тоа со еден збор, а еден професор, аналитичар за се, и за ајвар, и за сите многу нешта, рекол една ваква анекдота. Да, многу сме слични и многу сме блиски. Го перевме долниот веш на иста река. Дали држат такви зборови? Овај ексклузивно ќе слушнав таа изјава од човек кој бил сведок на тој немил настан. Дали треба со таков начин и со таков непочит, речем со еден презир, да ги представиме луѓето кои дошле и се чувствувале вистински македонци? Нас луѓето не возбудува кај нас она што го гледаме, што го има наше кај другите. Она што го немаме кај другите, не возбудува. Мислам дека е доволно, независно кој бил, да свати дека
го возбудило нешто што самиот го има во себе. Нека се запраша за неговите корени, независно кој бил тој. Дури не ни знам, не ни навлегувам во тоа. Не, зборот ми беше што наистина ова изјава, јас сега што ја парафразирам, ме вознемири. Но еве, јас од таа карта на бришење на меморијата секогаш ја правам. Јас им простувам и најголемите на мои непријатели. И тие мои драги браќа кои знаат некојаш да го вртат грбот, можеби повремено грипот ќе ги фати и заборават дека доброто не се заборава. Но како и да е. Велам дека да, сум македонец од душата. Голем. Оти знам да бидам искрен и честен и заборавам на лошото. Верам дека и другите тоа треба да направат. Најголема работа кај нас е македонците тоа што генезата на опростувањето потекнува од кај нас. Доколку не опростите, вие се оптеретувате. Што е лентата на меморија? Лентата на меморија постојано прави записи. Морам пак да повторам кратко. Ве молам. И додека седите и вие и јас, 36 сензори сега го меморираат тоа. Секој звук го слуша. И да не вратат после 30 години во овој момент под хипноза, ние ќе се сеќаваме точно на се што се случувало во оваа просторија. Замислете што е лентата на меморија. Постојано секоја секунда прави записи. И тие записи, што велат научниците, се една лента од овде до месечината. Замислете сега кога некого мразите. Вие постојано го повторувате. Денеска може би 20, 50, 100 пати мислите на него. Дали вреди некој што не сакате да мислите за него, да го препишувате на лентата на меморија? Тоа е многу опасна работа. Нема потреба. Едноставно го бришете од лентата на меморија. Формулата е многу едноставна. Му опростувате и секогаш кога ќе ви дојде на ум, само треба да кажете мир со тебе. Значи, не му дозволувате повторно да ви прави запис на лентата на меморија. Тоа го правеле македонците. Затоа е славењето на тој празник Сантика 30 дена. Јаделе, пиеле, се веселеле, свадбите биле тогаш. Тогаш се припремала војската за војување после празникот. Значи, се прочистувале целосно, психолошки, за да може да го издржат тој напор кој престоел. Собирале енергија. Тоа е специфично кај секој човек. Повторно ќе кажам. Дали тоа постот кај нас? Точно, тоа е постот на... Значи, еве сме во божичните пости. Точно. Постот може да се поклопи со прочка, од прилика е тука, од прочка до Великден. Тоа е тоа што само што нашите луѓе не го разбираат. 10 Божји заповеди. Погледнете ги 10 Божји заповеди. Треба само да ги прочитувате 10 Божји заповеди. Да не ги повредите правата на другите луѓе. Другите нации, другите вери. И ништо не може да допре до вас. Тоа е толку интересна работа, што некој да сака да ве убие, нема да има сила да допре до вас. Так, сакам за нивоата да ми ги кажете. Колку нивоа постојат? И да ги наброите. Нивоата се 7. Растенијата се прво ниво. Тука може да спаѓаат според кажувањата, дури и минералите, но сепак растенијата се прво ниво. Второ ниво се животните. Третото ниво е човекот. Човекот кој денеска живее. Четвртото ниво, полека, но сигурно светот навлегува во четвртото ниво. 12 години работам на формулата за навлегување во четвртото ниво. Негде кај што патуваат јагулите. 12 години одам тамо и работам тамо. Тоа е на Карибите. Точно. Оваа година мислам дека ќе го завршам тоа и од март ќе им дадам на македонците, на сите мои браќа и сестри, нешто што е меморирано во нашата универзална меморија. Секој македонец го знае тоа. Само што не знае да го примени, бидејќи екзактни науки се математиката, хемијата и физиката. Не може да биде психологијата, се зависи од една индивидуа, кој како го сваќа тоа, кој како го разбира. Некој може сака да се промени, некој не сака, а дадено е правото на сите. Од моментот кога ќе посакате, да добиете се што ќе посакате. Значи не постојат бариери. Се што сакате можете да добиете на секое поле. Не постојат болести како болести постојат, но на мозокот му е дадено правото да ги елиминира сите болести, а исто така му е дадено правото и да создаде.
Бактерија што е на друг континент, доколку мозокот размислува повеќе од 30-50 дена, 2 месеца, науката докажува дека тој може да ја создаде. Замислете што се случува често пати во науката. На неколку континенти различни научници што не се познаваат работат на исти проект. Во исто време тие откриваат исто. Во моментот кога едниот ќе открие, мислата се пренесува и ја уловува точно како на компјутер. Мозокот е совршено нешто. Ниеден компјутер не може го замени мозокот. Она што му е дадено правото на човекот, тоа е правото да биде секој богочовек. Да биде богочовек, само што луѓето не знаат. Македонците го знаеле тоа, го користиле. Затоа сме биле толку психички и физички јаки. Кој прв се лути, тој губи. Во нашиот случај со Грција, кој прв се налути? Грците се лутат. И природно и нормално е тие да се налутат. Мозокот е нешто специфично што сите работи прифаќа праволиниски. Ако јас кажам за вас сега да паднете од столицата, јас ќе паднам. Затоа што мозокот не го разбира, со мозокот не смееме да се шалиме, мозокот не го разбира тоа. Мозокот вели, да, ти сакаш да му нанесеш зло, значи ти го сакаш тоа. Лентата на меморија запишува се. И таму се вели, ако ти мислиш на некој друг, затоа и во Библијата кажано, не правимо го некому тоа што не сакаш тебе. Не сакаш да ти го прават тебе. Или не збори му некому тоа што не сакаш тебе ти го збара. И затоа е кажано, кога двајца ќе се здружат, ќе добијат се што ќе побараат од мене. Кои се тие двајца? Тие двајца се свеста и подсвеста. Свеста е активна сега. И се запишува од свеста, но кога ќе легнеме да спиеме, повторно се запишува, тогаш се активира подсвеста. Се препишува, се префрла во подсвеста и подсвеста меморира се. Затоа на сабеле кога ќе станеме, ние се сеќаваме на сонот, затоа што тој е запишан на лентата на меморија. Некогаш можеби и не се сеќаваме, но битно ние се сеќаваме. Многу специфична работа, многу интересна работа. Пак ќе кажам, тоа не е екзактна наука, зависи од индивидуата, но кај нас македонците е меморирано во ген. Со ова ќе се направи прочистување. 12 години работам на таа формула. Со ова ќе се направи прочистување на сите оние кои се придојдени. Ова тло го напуштиле сите што не ја сакале Македонија. Сме биле илјадници години под робство. Ја напуштиле обезличени со навалени глави, во бегство, а тие што останале го прифатиле македонството. Така ќе биде, така било и така ќе биде. Кажете кои се наредните 5-тиот, 6-тиот и 7-тиот? Четвртото ниво ви кажав преска, значи поминува целиот свет во четвртото ниво, во зависност. Енергијата и материјата на земјината топка не се губат. Тие се постојани, само ја менуваат формата. Професорот Лазаров, рускиот професор, тврди дека од 94 година се зголемува енергијата на земјината топка. Што значи тоа? Тоа значи побрзо поминување во четвртото ниво. Енергијата се зголемува најверојатно со топење на северниот и јужниот пол. Северниот и јужниот пол имаат еден заштитен талас кој не штити од радијацијата што доаѓа од космосот и ултравиолетовото зрачење. Но, со тоа што се случува сега во моментот, човекот со поголема брзина ќе помине во четвртото ниво. Што е големата придобивка? Големата придобивка е што македонците се најблиску до тоа. Како народ сме предодредени затоа што ние го имаме тоа меморирано. Дури сега се буди, го иницираа нашите неголеми непријатели. Затоа велам, сакајте ги вашите неголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив. Тој го вели во молитвата. Тој е буквално од четвртата димензија, од четвртото ниво. Петото? Петото ниво е духовите. Значи духовите кои немаат тело, но се присутни. Се присутни во просторот. Шестото ниво е Исус Христос и седмото ниво е таткото на Исус Христос. Ние го нарекуваме Богот Ил, тоа е светлина, непозната досега. Ликот на универзалниот Бог. Никој го нема спознаено досега. Тој
се представува со светлина. Секаде, на сите икони, во сите цркви и на сите луѓе што до сега успеале да влезат, да појдат до некое ниво. Немам зборови. Сакам од се мистерија, не би сакал се да ви откријам, затоа што тоа ќе биде откриено во март. Ќе бидам задоволен доколку ми исполните таа желба да ексклузивно дојдете во Гласот на народ. Не се работи од гордост, пак ќе речем, верувате, за волјата на вистината што во оваа емисија или заедничка емисија што ја создадовме со народот на Македонија, каде даде во светот, дадовме за право и се земеме за право да одбраниме Македонија. Ова е бедемот на Македонија. Звучи нарцисоидно, но фактите говорат. Че се согласите со мене, паднавме повеќе пати, ретко станувавме горе, али рековме дека нема да се предадеме, секогаш кога ќе биде Македонија во прашање, ние ќе бидеме први таму да ја одбраниме. Благодарам уште еднашка, бидете живи и здрави. И посакувам успех што ова го пативте до македонскиот народ каде да е во светот со единствена цел дека заедно сме посилни. Се надевам дека гледачите ќе сватат вистината. Се надевам дека ќе се обединиме, ќе се прегрнеме и ќе сватиме дека заеднички и само заеднички можеме да го добиеме се она што ќе го посакаме. Амин. Амин. Почитувани, знам дека ве остави вечер ноческа, како и сите емисии, тоа ми го повторувате кога ќе ве сретнам во град или каде додам низ Македонија, а ме прави среќен и радосен кога во вашите очи ја гледам вистината. Ја гледам надежта, искрата на љубов во вас кон Македонија. Бидејќи Македонија е се она што го имаме, а таа е една. Слушнавте. Ви потврди и самиот Ниче вечерва со фактите што ги наброи, а само одна што ние го поминуваме како сведоци во овој изминат период, подсетувајќи се на она што Македонија го доживела во овие сите изминати години, со еден факт дека никој не може да уништи, ниту има сила, ниту има моќ некој да го уништи ова навистина библиско место. Бите живи и здрави. Останете во добро расположение, ве чекам утре, значи пред 12 во 11:30. Емисијата подели во два дела. Се работи на срце ми лежи, на срце ми тежи. Првиот дел го посветив на спортот, а вториот дел е за вас, бидејќи никогаш нема да имам право од Бога да ви го земам вашиот глас. Оти гласот на народот е Божји глас. Значи утре 11:30 до 13 часот гласот на народот. На срце ми лежи, на срце ми тежи. Пријатна вечер.